Мики, здраво. Ти благодарам што прифати да бидеш наш соговорник после толку долго време, медиумска и легала, за прв пат пред камерите на Хајв Македонија. Како си за почеток кажи? Прво прифатив заради тоа што верувам во енергија и вашата ми одговара. Супер сум, фала. Мики Микеле, така те препознаваат луѓето и по социјалните мрежи и вака во приватниот живот. Може ли да ни раскажеш за почеток кој е Мики, со што се занимава, кој е неговото минато? Значи знаеме, јас знам дека ти имаш долги години искуство во областа на модата, моделинг. За нашите гледачи дали може да ни се представиш? Вака, сега пред се работам 8 години во една австријска компанија. Работиме на организација на ивенти за странци. Моментално тоа го работам. И некако као да се фокусирав тука малку повеќе заради тоа што ми беше доста од луѓе. Што значи доста од луѓе, галама нешто, такви работи, кои што сега моментално ги гледам константно истите луѓе секојдневно. И некако као да се навикнав, ми требаше тоа нешто. Порано почнав нормално од некој 19 години, каде што бев откриен од Алек Нумовски. Почнав со една прва реклама во тогашно мое време, не ви откривам колку години имам, али е многу одамна. Реклама за Уницев. Бев некој 19 години и веќе после тоа почна ангажмани и снимање на разноразни реклами, кампањи, фешн викови, спотови на наши пејачи, пејачки и така натаму. После се повлеков и реков доста е. Некако не може сето тоа у тие години да го издржам. Така. Луѓето те препознаваат најмногу по дружбата со Даниел Николовски, нашиот познат мејкап артист, а не толку по твојата кариера, ева да речеме некој од нив. Дали тоа те нервира или ти одговара да бидеш во центарот на вниманието поради него? Прво, не ни сакам да сум во центар на внимание, заради тоа што, знаеш како, ако се насочам да бидам во центар на внимание, познавајќи се себе си, ќе бидам. Но никогаш не ми била тоа целта. Даниел ми е другар повеќе од 15 години и никогаш не го гледам јас него како јавна личност или како мејкап артист, јас него го гледам како другар. Значи, практично кога сме почнале да се дружиме пред 15 години, тогаш не беше толку јавно експониран. Едноставно животот имаме исти ставови, исти размислувања. Ние знаеме да се скараме понекогаш, што јас со него, он со мене или некои други луѓе кои што не се во тој круг, имаме несогласување, но брзо сето тоа не поминува со разбирање. Така. Вие тврдите дека сте пријателите, зошто јавност упорно сака да ви залепи љубовна етикета? Ајде и се изразам жаргонски глупости, во права смисла на зборот глупости. Зашто? Заради тоа што веројатно немаат некоја друга работа попаметна, па ми е интересно да лепат етикети. Па не само на мене, и на сите кои што се занимаваат на некој вид со јавна професија. Така. Дали постои вистинско пријателство во шоу-биз сцената? Пак, ако алудираме на тоа дека мене, например, во шоу-биз сцената, Даниел ми е другар, Елена Ристевска, Антонија Гиговска исто, кои што приватно се дружам нормално со нив, при тоа ништо сум немал поврзано во шоу-бизнисот со нив, тогаш верувам дека постои. Често се впушташ во дебати на социјалните мрежи и јавно го искажува своето мислење. Имаме прилика да видиме на твојот Facebook, на Instagram профилот. Зошто чувствуваш потреба да реагираш на се? Дали некогаш си се покајал за нешто што си го напишал? Да сум се покајал, можеби сум се покајал, не се сеќавам. Бурно реагирам, пак ќе ви кажам, најмногу кога се работи од аспект на политика. Бурно реагирам заради тоа што не сакам неправда. Бурно реагирам за тоа што има премногу нагласување на некои работи од типот на, не знам сега искрено, некој политичар или областа на политиката, еве ќе земам на пример нешто. Под едно наше интервју остави прилично негативен коментар за Елена Ѓорговска станува збор. Зошто мислиш дека е амеба? Ете, може да го видиме коментарот. Пишува тебе дека е била амеба. Што мислиш ти, зашто тоа го напиша? Повторно ќе кажам, пренагласувања и ајде во пренагласување на нештата,
од типот на понижување на луѓе кои што, например, немаат доволно финансиски средства и деградирање на тие луѓе кои што можеби немале среќа во животот да имаат толку многу пари. Зошто би ги понижувале тие луѓе? Значи не можам јас или кој да понижува некого ако нема финансиски средства. И сега не знам девојката која не ни сакам да ја знам, фала Богу, заради тоа што таков профил на луѓе апсолутно и не ми треба да бидат во мојот приватен живот, но ќе ја цитирам, не фаќам дечко ако нема повеќе пари од мене. Мислам, каква е таа бламажа за мене, лично мене, и тоа мене ме фрустрира. Во приватен живот кој што прави апсолутно не ме интересира ништо, нити сакам во мојот да ми се мешаат, но таков тип на изјави на деградација и понижување луѓе кои што имаат помалку финансиски средства, за мене е апсолутен апсурд. Секој што објавува мислење на социјалните мрежи мора да очекува и критика, претпоставувам. Дали сметаш дека ти можеш да коментираш за се, но некој друг не смее да коментира за тебе? Никогаш не мислам дека некој не смее да коментира за мене. Слободно кој што сака да коментира, може да коментира. Тоа дали мене ќе ме погоди или не е лично моја работа. Како што можете да забележите сега од старт, апсолутно ништо не ме тангира. Сакам да отвориме една тема заедно со тебе, затоа што често се на социјалните мрежи со свое мислење, интернет булинг. Дали некогаш и ти самиот си бил тој што навредува без да го сватиш тоа? Дали имаш оставено некој коментар или кажано нешто што можеби навредило некој друг? Што мислиш на оваа тема? Не знам, не се сеќавам, пак ќе ти кажам дали некој сум навредил. Ако сум навредил, длабоко се извинувам. Интернет булингот, знаеш како, пробувам уствари да го изигнорирам заради тоа што многу почест. Некој сега, например, ако даде некаков пример од типот на патува, оди некаде, купува нешто, апсолутно не знам зашто им е тој човек крив на тие луѓе. И пак ќе се навратам на старото, мразам неправди. И нема потреба од вреѓање, од негативни коментари, од типот на ако не ве засега лично вас. И пак ќе се навратам кај Елена, мразам деградација. Мразам понижување и ставање на луѓе на некој си пиедестал според финансиска состојба. Дали сметаш дека луѓето станаа премногу сурови на социјалните мрежи? Апсолутно да. Такво време дојде, 21 век. Или уствари после короната. Ја барам имам такво некој лично мислење дека после короната некако се отуѓија, научија некако како да функционираат сами и суровоста некако им доаѓа до врв. Имаме многу случаи каде што луѓе тешко го поднесуваат тоа насилство на социјалните мрежи, дури имаме случаи каде што луѓе со слаб карактер си го одземале животот поради тие лоши коментари. Каде се греши? Што треба да превземеме за да ги смениме тие работи? Се додека психологијата и психијатријата се табу тема во државата, и ако некој оди на психолог или на психијатар, до тој степен ние ќе бидеме толку да коментираме на социјални мрежи, зошто да не се посети психолог и психијатар и така натака, и тие луѓе треба да заработат, а и ќе ти направат на тебе добро, ти се чувствуваш многу попријатно. Дали сметаш дека секого заслужува рутер да има дома? Апсолутно не. Прво, не може да има секој рутер кој што наместо ЛБ пишува ЛП, наместо Бог како Г пишува Бог. Значи, прво, неписменоста доаѓа до израз, мене тоа страшно ме фрустрира. Неписмени луѓе не треба да имаат рутер дома. Мики, ако можеш да избришеш еден момент од социјалните мрежи што си го објавил, кој би бил тој? Ете, можеби некоја твоја фотографија или некој твој став од порано. Што мислиш? Фотографии има сега only me и си ги ставам само ја да ги гледам, значи не ги бришам во секој случај, ама се сеќавам на нив. Ништо не бе бришал. Дефинитивно ништо, тоа што го правам свесно. Дали навистина мислиш дека јавноста има право да зборува за твојот приватен живот? Со кого се дружиш и какви се твоите односи, или сметаш дека тоа целосно е непотребно?
Апсолутно нема потреба со кој јас се дружам, нити пак они со кои се дружат. Тоа е лична моја работа, личен мој став и ќе продолжам тоа да го правам, заради тоа што како јас се чувствам најдобро, тоа и го правам. И така решив пред неколку години дека негативните луѓе, негативните коментари, оние кои што ми даваат некаква негативна енергија, апсолутно ги игнорирам и немат потреба да се дел од мојот живот. Мики, според тебе некое за заклучок на целата оваа тема, некое решение, став, твој совет за сите наши гледачи кои што го следат ова интервју, што треба да се направи? Еве, можеме, ние сме сведоци да видиме под нашите YouTube видеа дека има доста негативни коментари, ние не ги сфрламе, не ги бришаме, ни еден дали е добар или лош. Исто така на TikTok платформата, твое мислење и твој совет за сите гледачи, како да станат малце поблаги и што всушност треба да направат на оваа тема? Се додека прво кога стануваме на сабајле, отвараме да видиме другите што прават, и секогаш ќе биде така. Значи, мора човек да се затвори понекогаш онака херметички сам, да размислува на себе, да го најде патот до среќата и патот на тоа всушност кој е тој или која е таа. Се додека си изгубен и не знаеш кој си и уствари се пронаоѓаш цело време, секогаш ќе ти сметаат другите за тоа што си неизреализирана личност. Јас стварно кога ќе станам на сабајле немам време да помислам на некој друг освен на самиот себе што денеска би правел, со кој денеска би пил кафе, со кој денеска би се дружел, да се јавам на сестра ми, на мајка ми, да едноставно се јавам на пријатели, на другари, другарки и денот да си го искреирам како што треба. Мики, кажи ми, постојат ли некои јавни личности од естрадата, ти ја познаваш долги години, естрадата, кои не им е местото тука на нашата сцена? Апсолутно дека да. Дали може да ни издвоиш некој од нив? Па, сега лично да именувам не, но во секој случај кога се дава, например, интервју и како да кажам, и кога имаат некаков настап или што и да, некако како културата да им е заборавена. Многу сакам културни луѓе. Мене, уствари, ме фасцинираат културните луѓе без разлика, колку и да се јавни или нејавни личности. Култура мора пред се да постои. Мики, кои се твоите планови за иднина? Дали може би ќе го извадиме Микеле од илегалата и ќе го вратиме на тие поранешни стази или тоа е невозможно? Па не, еве сега пред 2 месеци ја снимав последната реклама за... Претходно имав реклама за... кој што исто помина добро. Следна која што треба да ја снимаме но не ја прифатив поради фактот што сценариото им беше да се бричам, а мојата брада нема шанса ниту за едни пари да ја избричам. Така да некој следен проект е видеоспот на некоја од нашите пеачки, сега за сега нека биде така. Мики, ти благодарам многу што беше мој соговорник, прекрасен разговор, се надам дека ќе допреме до јавноста со твојот став и ти благодарам уште еднаш што прифати за Hype Македонија да разговараш. Благодарам и на вас, се надевам се гледаме наскоро повторно. Јас сум Мики Микеле, вие гледате Hype Македонија.